Министерството за внатрешни работи, како дел од поширока регионална оперативна акција во борбата против тероризмот, на 4 овој месец презеде плански мерки и активности за лишување од слобода на две лица на возраст од 23 и 24 години од Скопје, за кои постојат разузнавачки информации за нивна инволвираност во подготвување на извршување на кривично дело тероризам. По претходно издадени наредби во содейство со Јавното обвинителство на Република Македонија, извршени се два претреси, од кои едниот во Скопје, а другиот во село Рачиново, при што пронајдени се и со потврда одземени беа мобилни телефонски апарати со сим картички, фотоапарати со микрокартички, метален боксирач, регистарски ознаки, куршум, компјутерски куќишта, таблет, носачи на податоци компјутерски и разна документација. За време на извршените претреси пронајдено е и обезбедено е 24-годишното лице од село Рачиново, додека второто лице во моментот на спроведувањето на акцијата не беше пронајдено, но бидејќи кажав дека акцијата беше координирана регионално со органите за спроведување на закон во Косово и во Албанија, како и со партнерски служби кои работат во регионот, во текот на вчерашниот ден е лишено од слобода. Против лицето кое што беше во текот на акцијата поднесена кривична пријава и кое што беше обезбедено, значи поднесена е кривична пријава за сторно кривично дело тероризам по член 394б од Кривичниот закон на Република Македонија, при што од страна на судена за претходна постапка изречена му е мерка притвор во трајање од 30 дена. Лицето кое што во текот на вчерашниот ден е лишено од слобода на Косово, ќе биде предмет на меѓународна правна помош во текот на деновиве и во соработка со косовските служби ќе преземе дополнителни действија, дали ќе биде полициско превземање или екстрадиционен притвор, но за тоа јавноста ќе биде дополнително информирана. Освен овој случај, Бирото за јавна безбедност реализираше и случај на недозволена трговија со марихуана со потекло од Република Албанија, која преку Република Македонија требало да биде транспортирана до Република Турција, со што е пресечен меѓународен канал. За пленетата марихуана во вкупна тежина од 108 кг 522 грама, доколку стигнала на наркопазарот, при понатамошната продажба би достигнала цена од околу 1 милион евра. На 8 месецов по претходно спроведена истрага од слобода се лишени 4 лица, 2 македонски државјани, 1 косовски и 1 албански државјанин, против која е поднесена кривична пријава поради постојање основи на сомнение за сторно кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори. А додека пак против прво пријавениот и кривична пријава поради постојање основи на сомневање дека сторил и кривично дело, недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи. Од страна на судија на претходната постапка на сите пријавени, одредена им е мерка притвор во трајање од 30 дена. По спроведената истрага постојат сомненија дека прво пријавениот 45 годишен македонски државјанин, заедно со косовскиот и албанскиот државјанин, ја набавиле марихуаната од Република Албанија и истата преку Косово на почетокот на месецот ја внеле на територијата на Република Македонија, преку зелената граница во околината на Тетово, за потоа дрогата да биде префрлена во Скопје, поточно во домот на првопријавениот. По претходно изготвен план, извршени се претреси во неколку патнички моторни возила, како и во домот на првопријавениот, при што во едно од возилото пронајдени се 11 патни торби со 210 паковки во кои била наркотичната дрога, а додека пак во домот на првопријавениот пронајдени се рамка со 19 куршуми за автоматска пушка, куршуми за пиштол, црни патни торби, исти како и торбите во кои била сместена и марихуаната. Исто така при преглед на возилото, управувано од првопријавениот, пронајдени се 6 телефонски апарати, држачи за сим картички, 20 евра, како и други предмети. Важно е да се потенцира дека се работи за меѓународна организирана криминална група која има меѓународен контекст во своите криминални действувања, а прво пријавениот кој е по потекло од Скопје е познат наркодилер кој подолго време се занимава со недозволена трговија со дрога. Беше поврзан и порано во различни случаеви на индиректен начин, не успеавме да обезбедиме докази, меѓутоа во овој случај го имаме како прво осомничен. Заради ваше информирање, истиот беше на некој начин во конекција и во случајот кој што беше
поврзан со чауш, односно лицето кое што беше инволвирано, знаете, со разни криминални активности поврзани со фалсификување на најразлична документација, така да во таа документација пронајдовме и податоци за фалсификување на медицинска документација и за правособничење за овој случај. Освен овие два случаи на недозволена трговија со дроги и тероризам, Бирото за јавна безбедност во текот на октомври и почетокот на овој месец реализираше голем број на случаи од различни области, при што кривично се пријавени 55 лица поради постојање основи на сомневање дека сториле повеќе кривични дела. Најголем број од реализациите повторно се од областа на недозволена трговија со дрога, при што заедно со последниот случај од страна на полициски службеници заплетените се вкупно околу 225 кг марихуана и во помали количества масло од хашиш и семки од марихуана. При реализацијата на овие 10 случаи кривично пријавени се 17 лица. Во текот на месец октомври беа реализирани и два случаи од областа на економскиот криминал, при што беа поднесени 11 кривични пријави против 11 лица за кривични дела злоупотреба на службена положба и овластување. Од областа на организираниот криминал, освен последниот случај на тероризам, беа реализирани и уште два случаи, при што во првиот беше разбиена криминална група која имала за цел вршење на експлоатација по пат на проституција на женски лица, жртви на трговија со луѓе, а во вториот случај беше разбиена исто така криминална група чии членови со помош на лажни платежни картички прибавиле противправно имот на корис од скоро 1.300.000 денари. Од областа на компјутерскиот криминал реализирани се 3 случаи на компјутерски криминал, при што се поднесени 9 кривични пријави, од кои 8 се за физички лица и една кривична пријава за правно лице. Од областа на класичниот криминал во текот на месец октомври по преземени мерки и активности реализирани и документирани се 4 покарактеристични случаи, од кои еден случај за сторено кривично дело убиство во Крушево, два случаи разбойништва во Тетово и Гостивар и еден случај за сторени повеќе кривични дела тешки кражби, при што кривично пријавени се 2 лица. Значи тоа се карактеристични настани за кои сметавме дека е неопходно потребно јавност да биде информирана. Доколку имате прашање? Да, јас само за првиот случај за тероризам да прашам, не кажавте многу информации, рековте подготвувале кривични дела поврзани со тероризам, може да кажете што се там, каква била цел? Значи, кажав дека станува збор за регионална акција во која беа вклучени Министерство за внатрешни работи, партнерски служби кои делуваат во регионот и органите за спроведување на закон во Косово и Албанија, наши државјани, косовски државјани, кои има опсек на делување во овој регион, познати од порано, имавме разузнавачки информации дека се припадници на исламски радикализам, поврзано со припадници, односно повратници од ИСИС, односно странски борци. Намерите и интенциите на оваа структура практично беа усуетени на некој начин со добивањето на времени разузнавачки информации и навистина нивните цели беа превземање на конкретни терористички акти на територијата на Република Македонија. По добивањето на информациите, практично нивните намери беа осуетени и попречени. Тоа беше интенцијата на нашата заедничка координирана активност. При тоа морам да кажам дека се обезбедени доволен број на докази и сите тие лица се практично понатаму процесирани од определена мерка притвор. И тоа е дел од широката акција која што во континуитет се спроведува во превенирањето и борбата против тероризам. Други прашања? Ако нема, имате и прашал у случајот со Каните за Србија? Има ли нешто пријавено? Да, информиран сум дека синоќа, односно во текот на вчерашниот ден, во попладневните часови, случајот го има пријавено во полициската станица Центар и очекувам во полициската станица да се преземат неопходните мерки и активности за по однос на пријавата, во однос на квалификацијата на случајот на настанот и евентуално преземање на дополнителни действија по службена должност.